Директорите на средните и основни училишта во Кочани денеска на пресконференција јавно зборуваа за своите проблеми кои ги имаат. Велат наместо проблемите да се решаваат на средба со новиот ВД градоначалник, тие се изнесуваат преку јавноста. Долговите кои ги имаат кон комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани за дел од нив се стари, но како што велат неосновани. Прво им се зголемила цената на геотермалната вода, површината на самите училишта, блок дотациите останале исти или се намалиле. Покачувањето за геотермалната вода, односно за огревот, кој што го имаме во централните училишта, и покачувањето, односно непочитувањето на методологијата за пресметка за собирање на отпад од училиштата, наместо како што предвидува методологијата по метар кубен или по килограм, кај нас училиштата тоа се пресметува по квадратен метар и затоа сметките се од огромна или се огромни, со огромни суми кои што ние нити можеме да ги платиме, нити можеме да го издржиме тој капацитет финансиски за да можеме да бидеме на некоја регулатива нула со која по водовод. Дополнителен проблем е и температурата на геотермалната вода. Дел од училиштата која користат оваа мора дополнително да одвојат средства за набавка на нафта со цел топли училници за учениците. Доаѓа со помалку 40 степени, 36, 37, 38 степени. Имаме реагирано неколку пати до претходните директори. Само да ви кажам, значи сумата и сметките што ги плаќа двете школи е 10.000 евра. Месечно. 7 месеци по 10.000 евра, тоа се 70.000 евра. Која топлотна пумпа, што може да направи и каква енергетска заштита може двете школи да добијат со таа сума што можеме да располагаме, да не зборам и со основното училиште Никола Карев. Тука е проблемот, значи ние имаме фактури. А средното општинско училиште има неплатено само 4 фактури за вода. Ние имаме од 38 до 40 степени. Значи мојата техничка служба е задолжена секој ден кога доаѓа да премери, да слика и да ме информира колку имаме температура на топлата вода. Значи ова е константно од 38 до 40 степени. Плюс, оно што е уште по-страшното, немаме доволен притисок на влез, за да можеме ние со нашите пумпи да испомпуваме до 4-ти спрат на гимназијата. Доаѓа 0,9 бари, 1 бар, а знаеме сите имаме парно дека минимум 2 бара треба за да можеме ние не пречено да работи. И затоа ние сме за да ги задоволиме потребите за училиштата, да набавуваме дополнително средства за нафта. Проблеми имаат и останатите училишта. Директорите тврдат дека сметките за вода драстично се покачени и иако реагирале неколку пати досега, одговор нема, а долгот стои. Претходно плаќавме од 20 до 30.000 денари, за ноември месец веќе пристигнува фактура од 150.000 денари. Веднаш се реагира до комуналното јавно предпријатие, до тогашната директорка, да се испрати луѓе за да се санира кој е дефектот. Меѓутоа, од нејзина страна не беа испратени никаква екипа, потоа со назначувањето на Кирил Ковачев за директор, повторно реагиравме за високите сметки кои што ни пристигнуваа и веќе секоја следна фактура од ноември месец па наваму се повеќе и повеќе се зголемуваше. Со промената на методологијата која беше изгласана на Советот во општина Кочани, сметките од 33.000 денари, 25.000 денари претходно, сите порасна 170, 212.000 денари, над 200.000 денари. Зошто е тоа настанато? Причината гледам во тоа што пресметката, методологијата за пресметка на одржување на дворна површина не е реална, се смета по метар квадратен. Директорите на основните и средни училишта во Кочани побараа средба со ВД градоначалникот Венко Крстевски со цел да се разговара и да се реши проблемот со долговите кон комуналното јавно предпријатие Водовод.